Наместо оние што сееле родот на над 70 хектари под жито во Карбинско ќе го жнее државата. Се работи за земјоделско земјиште во атарот на селото Долно Трогерци, на кое газда е државата, но некој го третирал како свое, па без договор за закуп си го насеал со жито. Ние како инспекторат ангажиравме механизација кој што овој род треба да го собереме и да го соодветно чуваме, кој што понатака во постапка ќе извршиме лицитација, односно негово продавање. Ова денеска што го правиме уште еден доказ дека инспекторатот како властена институција во склоп на владата без селективна примена на законот сакаме да воспоставиме ред во користењето на земјоделското земјиште во Република Македонија. Оваа површина е прва во која ќе влезат државните комбајни, но не е единствена за која има сомнение дека е узурпирана. Водиме паралелни постапки за нови субјекти кои што се вклучени за многу поголеми површини, меѓутоа не можем во моментов да излеземе со податоци без да завршиме комплетно целата процедура. Штом ќе завршиме, ќе бидете информирани, меѓутоа станува збор за една солидна површина на земјоделски површини. Освен што ќе остане без жито, оној кој државното го третирал како свое, се соочува и со парични казни, но на него е можно да му биде поднесена и кривична пријава. Колкумина се водат како узурпатори на државно земјоделско земјиште ќе се знае на крајот од контролите, но во просек секоја година само во Штипско и Карбинско се поднесуваат околу 20 пријави за узурпација на земјоделско земјиште. Во просек површината на узурпираното земјиште се движи околу 2000 хектари.